Продолжуваме на истата тема и наредниве минути. Невозможно е да имаме слободно и демократско општество без слобода на говор. Токму слободата на говор многу често новинарите ги доведува во ризични ситуации. А според последните извештаи, бројот на убиени или нападнати новинари додека биле на должност е на алармантно високо ниво. Секоја година се повеќе новинари се соочуваат со насилство, вознемирување, па дури и со киднапирање. Токму затоа од клучно значење е медиумите да ја дадат приоритет на безбедноста на новинарите и на медиумските работници, преку обезбедување на обуки и опрема за известување од настани со висок ризик. Прирачникот на ЗНМ, во чиј фокус е оваа тема, утрово го дискутираме во наредниве минути со Билјана Настевска-Калановска од Сдруженијето на новинари на Македонија. Добро утро. Добро утро. Спомена Мартин, продолжение даде колешката Елизабета, па и сега и вие. Потврдуваме и со вас еве на старт на разговорот дека новинарската професија е привилегија, но носи со себе и големи ризици. Токму затоа ја отвараме и денешната тема за неопходноста од поголема безбедност на сите ние кои работиме оваа професија. Ми се допаѓа темата која што сте одбрале денеска, ги проследив и прилозите кои што ви беа веќе подготвени претходно. Дел од колегите, посебно прилогот со Анита и со Мартин, мислиме дека опфати и дел од она што е обработено во самиот прирачник. Како што кажавте, истиот беше промовиран минатата недела. Ване спомена дека бројката на убиени новинари расте, меѓутоа мора да бидеме малку попрецизни на светско ниво. За среќа во Македонија немаме во моментов таква негативна статистика, но бројот на вербални и физички напади е присутен. Сдруженијето на новинари на Македонија води онлайн регистар за напади врз новинари, кој што е достапен и на нашата веб страна, каде што може да се добијат и детални информации околу тоа кој е напаѓач, кој бил нападнат, доколку имаме нормално инфо за тоа кого нападнале. Така што се однесува до тема безбедност на новинари, Сдруженијето изминативе години како активно работи. Ќе споменам дека сме дел и од Safe Journalist мрежата на новинарски здруженија и синдикати од Западен Балкан кои што работат на оваа тема активно и ја работат статистиката меѓутоа на едно регионално ниво. Така. Невозможно е да има функционални и демократски процеси во кое било општество без право на слобода на изразување, но токму кога зборуваме за слобода на изразување, тоа пак новинарите ги става во ризични ситуации. Бројот се вели на пријавени напади врз новинари последниот период е значително висок. Овие бројки не се ниту малку наивни. Јас ќе прочитам статистика. В 2021 имало 9 напади или тужби за новинари, 2022 11, 2023 исто така 11. Како да се поттикнат да говорат и пишуваат слободно колегите, доколку имаме вакви статистики? Би рекла да се поттикне да пишуваат и да говорат слободно, потребно е да постои мултидимензионален пристап и механизми кои што би ги мотивирале и заштителе новинарите. Тоа значи зголемување на правната заштита и безбедноста на новинарите, нивна подготовка, односно проценка на ризик пред да дојдат на работното место или можеби кога има најави за одредени настани од висок, среден и низок ризик, нешто што е објаснето и во самиот прирачник. Измените во кривичниот законник во 2023 беа голем чекор напред, но знаете како велат дека ако имаме законски промени без примена, тоа не значи апсолутно ништо. Во овој случај не е така. Откако беа донесени и промените, имавме неколку случаи каде што имаше позитивни пресуди во однос на новинарите, каде што тие беа физички нападнати. Како што кажа, потребно да се развијат протоколи за заштита на новинарите, односно кога станува збор за безбедност, тука треба да се вклучат и самите редакции, односно да ги подготват своите новинари кога одат на терен. Ние како членска организација ги застапуваме и новинарите, интересите на новинарите и нормално нивните права. Она кој што како организација го имаме за новинари кои што се изложени на ризик или веќе биле нападнати, е бесплатна правна помош и психолошка помош. Не би сакала оваа бројка да расте, бидејќи во тој случај ќе значи дека растат и нападите на новинарите, но секако постои како опција. Адвокатите на ЗНМ веќе се во активни случаи каде што има
вербални физички напади на новинари. Како се менува новинарството, така се менуваат и формите на насилство, па и ве гледаат и нашите гледачи во моментов. Имаме неколку сегменти од аспект на безбедноста, од физичко па се до онлайн насилство. Но она што е важно да го споменува Билјана, како се во ова да не остане на парче хартија или на една ваква видеопрезентација? Колку спроведувањето во пракса е суштината на целиот овој прирачник? А за да се спроведе во пракса, неопходно е не само куќата или медиумот каде што работат новинарите да се грижи за својата безбедност, туку и институциите. Спроведувањето на се во ова што го читаме во моментот многу важи од координацијата и соработката со МВР, со јавното обвинителство. Соработката и координацијата веќе постои. Впрочем, и прирачникот е еден дел од тоа кој што ние го правевме изминатиот период. На прирачникот му предходеше протокол за безбедност на новинари со фокус на жени новинарки, бидејќи некаде до 2022, ако го погледнете регистарот на напади врз новинари на ЗНМ, поголем е бројот на напади врз жени новинарки. Овој прирачник има за цел да ги представи новините во законодавството што се однесуваат на дополнителна заштита на новинарите и медиумските работници кои согласно измените дополнувањата во кривичниот законник од 2023 година добиваат повисок степен на заштита и како што веќе знаеме нападот од врзнивки се третира како напад на службено лице. Во самиот прирачник се обработуваат конкретни случаи, ситуации, односно напади каде што новинарите ќе бидат заштитени доколку, не дај Боже, бидат нападнати. Автори се Иван Брешковски, адвокат на ЗНМ, Тони Ангеловски од Министерството за внатрешни работи, Билјана Арсовска од Основното јавно обвинителство, уредник е професорот Никола Дуевски во координација со Сдруженијето на новинари на Македонија. Многу е практичен, многу е детален и сметам дека секоја редакција, секоја институција која што е засегната во случајов треба да го има. Она кој што беше акцентирано на самата презентација на прирачникот на 17-ти, кој што патем беше во јавното обвинителство во Скопје, беше и она кој што го споминавме на почетокот. Без слобода на говор, без слободно информирање не можеме да имаме демократија. Беше присутна и заменичката на холандската амбасада, која што говореше токму во таа насока, говореа и авторите, беа тука и новинарите и навистина имаше една плодна дискусија каде што се разменија мислења и можеби идеи за следни чекори кои што треба да се преземат. Како така, и ајде за крај, кога веќе нели зборуваме за неговата суштина на самиот прирачник, односно да се превенира насилство, да завршиме со прашањето како да обезбедиме превенција во состојба во која што живееме во моментов. Ние не можеме да го превенираме насилството. Прирачникот дава насоки како новинарите се заштитат кога ќе се најдат во ситуација да бидат нападнати. Не се само физичките напади. Значи се соочуваат и со многу сериозни закани. Офлайн и онлайн нападите веќе никако се доближија, па не знаеме каде е границата кога едниот ќе прирасне во другиот. Она кој што треба да го направат, кој што го споменав и на почетокот, почнувајќи од редакциите, да се направи модел, да се анализира ризикот со кој што се соочуваат, да се мапира просторот каде што можеби ќе известуваат, да се праќаат искусни новинари кои што ќе известуваат од доколку станува збор нормално за настани од висок и среден ризик, да се подготви теренот, да се направи план за евакуација доколку има ескалација, да се носи соодветна заштитна опрема, прес знакот секогаш да биде присутен. Доколку имаме протести, да не се движи пред толпата народ, да се движи со кордонот на Министерството за внатрешни работи, полицијата или кој да го обезбедува просторот и секогаш да има соработка помеѓу новинарите, помеѓу тие кои што го заштитуваат просторот, го носат редот таму и слично. Токму затоа и како што и Кристина спомена, меѓуинституционалната соработка е клучна овде. Ние работиме на тоа, имаме одличен напредок. Но знаете како велат, не можеме да застанеме тука, секогаш можеме да направиме повеќе. Само да спомнам, извини Кристина, на крај, го имаме во печатена форма, но го има и онлайн на страната на ЗНМ, каде што ги има сите публикации. Верувам дека е стварно есенцијална алатка на секоја редакција, медиум и институција. Нашите гледачи очекуваат точно проверена информација секојдневно, за да можеме да им ја дадеме истата. Треба некој да се грижи за нас, веројатно. Апсолутно. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам и вам. Наутро.